Еве чекамо луѓе да дојдат, ма не дојде никој. Значи, знаете, сите се, нема снег и не дојде никој. 20 години Попова шапка е задоволство и извор за опстанок за локалниот трговец Агрон Мисими, но од година в година се почесто опремата што ја изнајмува останува на рафтовите, наместо кај скијачите. На Шара прошетавме на 19 јануари. На ски патеките тој период беше попожелно да се има пливачки отколку скијачки вештини. Малкуте санкачи не пополнуваат ни минимумот капацитетот на хотелот на Хашим Асани, кој постои веќе една деценија. Ние го немамо доживено ваква сезона до сега. Многу тешка, со овие времиња без снег, со многу откажувања. Зошто? Па сега све зависи од снегот, зимска сезона зависи од снегот. Попова шапка ја избравме за посета по најновите најави дека италијански инвеститор е заинтересиран да изгради скијачки центар токму овде. Според нашите власти, македонските планини се како создадени за ски центри. Факт е дека располагаме со 5 скијачки центри, но исто така факт е дека тие се во очајна состојба и речиси и да не се инвестира во нив. Се обидовме да направиме анализа, што ќе значи изградба на голем ски центар и може ли тој да биде одржлив следејќи ги светските параметри. Глобалната индустрија за скијачки одморалишта со неверојатни 3,5 милијарди американски долари приход само во САД во 2019 година, често е на удар поради незината неодржливост и штетните влијанија врз природата. Во време кога се пропагира заштита на природата, потребно е да се измерат придобивките и загубите од оваа скапа индустрија. Тука се издвојуваат 3 фактори, од кои првиот е всушност и најголемиот предизвик – климатските промени. Зголемувањето на просечната глобална температура ја зголемува надморската височина над која е изводлива работата на скијачкиот центар. Ако во минатото надморската височина од 1200 метри се сметаше за долна граница за доволно природен снег и доволно ниски температури за управување со ски центар, со растот на глобалните температури се предвидува дека во наредните децении ова ниво ќе се подигне на 1500 метри и повеќе, што ќе значи намален квалитет на снегот и воедно безбедноста, поради што илјадници ски центри ќе бидат принудени да го затворат бизнисот. Од друга страна, ова индустрија е огромен потрошувач на енергија што во услови на светска енергетска криза се наметнува како важен фактор на исплатливост. Според водичот на Финската асоциација на скијачки области, потребни се 20 киловат-часови електрична енергија за да се овозможи едно лице да скија еден ден. Ова е груба бројка, што ја сумира потрошувачката на енергија на ски центар и зависи од бројот на гости во даден ден, односно од големината на ски центарот. Но сепак скијачките центри ширум светот се најмногу критикувани поради уништувањето на природата при изградба на ресортот. Изградбата на патишта, скијачки патеки, ски лифтови и ресторани сериозно влијае на овие екосистеми. Или, за да се добие мазна патека привлечна за скијачите, која подолго време ќе задржува снежна покривка преку годината, значи дека сечење на дрвја, поставување челични столбови и гребење на горниот слој на почвата со булдожери. Според професорот Ивица Милевски, ова е случај со нашите постоечки скијачки центри. Тој во неколку наврети предупредил и на други опасности што демнат од плановите за изградба на скијачки центри. Патеките кои што се направени за како да служат како скијачки патеки, кои ќе нема снежна покривка, најчесто се изложени на многу силна ерозија. Значи таа понатаму тешка машинерија што е таму, значи посебно доколку станува збор за карсни предели, а во карсни предели карстот е специфичен медиум, специфична средина, тоа се карбонатни терени, каде што многу лесно било кој загадувач пробива надоле, се инфилтрира и може да дојде до извори кои што најчесто се многу вредни и од кои што се снабдува голем број на население. Значи, вие ако направите скијачки центар на Бистра, на другата страна, пример према изворот Студенчица или према Росоки, тие извори може сосема веројатно да бидат комплетно уништени и да останат 200.000 луѓе без вода за пиење. Големи пари треба да се инвестира. Но дури и ако се замише пред овие факти, се соочуваме со уште еден, а тоа е финансиската исплатливост. Тука пред се мисли на нашата конкурентност во услови кога сме окружени со веќе развиени скијачки центри во регионот како Банско, Боровец и Копаоник. Прво треба една добра жичара, што некогаш била споена од градот до горе, сега дали ќе имаме можност тоа да го направиме, една добра инфраструктура, одлични паркинг места, значи дали тоа ќе бидат горе или долу, како ќе се обмисли тоа,
и некои од прилика 2 до 3.000 соби, тоест кревети за капацитет за скијање, за сместување. Среден скијачки, нели како што спомнавме, среден скијачки центар е околу 4.000 скијачи во еден одреден момент. И тоа за нас е уствари доста голема бројка, да добиеме 4.000 скијачи. Ние досега не сме имале таков скијачки центар. Македонија има над 38 планини, од кои што 12 се повисоки од 2000 метри и изобилуваат со реткости и убавини. Професорите и туризмолозите упатуваат дека многу постратешки ако македонските планини ги развиваме за туризам низ целата година. Така, во исто време ќе имаме две придобивки. Ќе ги заштитиме и ќе ги употребиме за финансиски профити и задоволство.